екипата на Backstage денес ден пред големиот концерт, хуманитарен концерт на кој што главна звезда ќе биде Тамара Тодевска. Како се чувствуваш, како течат подготовките? Многу искрено напорно, меѓутоа некоја сила имам неверојатна која што ме некако води кон сите проблеми кои што ги имаме без никаков проблем да ги прифатам и да ги решам за 5 минути. Многу ми е драго што уствари идејата и мојата желба ќе ми се исполни утре. Солидна сума на пари е собрана. Тоа е за мене многу голема работа, затоа што тоа и ни беше целта. Музички сме спремни. Многу работевме на целиот проект. Буквално нови аранжмани на повеќе од пола песни. Не заради, мислам и заради пригодата, меѓутоа и за чисто да биде посветено и да биде специјално изработено за тие луѓе кои што неизберно ни недостасуваат и сакаме да им вратиме и да сакаме да се сеќаваме на нив и да правиме за нив све. Беше, ќе кажам, и си блиска и со бендот ДНК и со сите оние кои што го сочинуваа бендот. Секако дека не е концертот само за нив, туку е посветен на сите жртви од Кочани, една да кажам трагедија од невидени размери која што па не знам и на Балканот не се случила. Како го преживеа овој период до сега и како ти текна на овој начин да се одолжиш? Па некако мене ми е музиката лек за све и секогаш ми била во животот. Дали приватно, што и да ми се случувало, мене музиката секогаш ми била лек. Како ми текна? Не ми текна искрено мене, му текна на татко ми, кој што ми ја даде идејата. Зошто не би го направила тоа? И без размислување во истиот момент почнав со организација и многу сум среќна што го направив тоа, зашто мислам дека треба за сите да сум примери, дека треба сите да го направат. Ако не исто, то барем нешто слично. Ако ништо друго, па еден голем концерт да се направи негде во некоја голема сала, па пак да пееме сите, пошто така им даваме почит на нашите колеги, на сите тие деца кои што загинаа на 16 март и ќе им помогнеме на тие што останаа живи, колку можеме да им се малце подолесни целиот живот и барем некоја ведрина да внесеме во нивниот живот. Колку можеме сега. Излезена без душа, а јас во зборовите спијам, во мислите се кријам, сакам да е така, но не верувам. Кажи кој си ти, дали се илјадани ти, срце во харе, е заеден со една од нив. Дај отвори ги, твоите карти скриени, има ли љубов или јаза си ти. Тамара вела дека времето лечи се, меѓутоа ова е еден настан од кој што нашата држава многу тешко ќе се опорави. Какво е твоето размислување на оваа тема? Па јас искрено од себе тргнувам, мене се уште не ми се верува целава оваа ситуација. Се мислам дека е као некој лош сон од кој што ќе се разбудиме сите и онака во моментот кога ќе ми текне дека е грозна вистина, ми е тешко како, ми е многу тешко. Мислам, не сакам само да мислам на тие мајки како име. И како и да е, факт е дека нема никогаш да се опоравиме од ова, нема никогаш да биде исто. Нема никогаш на пеење и на настапи да ни биде на нас исто. Во секој момент, поготово на нас кои што сме пееле заедно со нив и кои што буквално јас например, фрази љубовни не можам да ја пеам. Не знам како ќе го преживеам концертот утре. Искрено, пошто сум и многу емотивна и ќе ми биде многу тешко да се соземам и да се соберам и не знам што ме чека, не знам што да очекувам. Меѓутоа, онака ми е паднат камен од срце, затоа што знам дека добра работа направивме, барем до сега,
За музичкиот дел не се сомневам. Имам врхунски музичари позади мене. Кој е дел од бендот? Сите дојдоа на првата покана. Значи, се ежам кога зборувам. Тоа се вистински колеги и вистински музичари. Сите се дојдени без пари, сите работат со денови, со месеци без пари и го прават со толку многу љубов, значи простор ми е полно душева. Тоа е мојот нов бенд уствари, а прекрасни момци и девојки, преталентирани, имаме и гости, музички гости се, меѓутоа не се пеачи и изведувачи, него се мои драги соработници и композитори. Тука е Роберт Билбилов, тука е Игор Харе. Ке пееме песни кои што, например, никогаш не сум ги изведувала, како Брод што тоне, 10 години стара песна, не ја имам никогаш пеено во живо, со бенд поготово. Љубов на Игор Харе, песна која што никогаш не сум ја пеела, многу малкумина знаат и дека постои прекрасна песна. Смешно зар не, Сино, значи песни од пред 20 години што сум ги пеела, ќе ги испеам во аранжмани кои што се прекрасни, кои што звучат совршено и едва чекам утре. Кажавме дека продажбата на картите оди одлично и верувам дека ти ептен кејф на душата, што е... Кејф, да. Имаше дури една смешна изјава, сега малку да свртиме и на шега. Велиш за концертот хуманитарен нема гратиси, бидејќи е хуманитарен и ние го... Ама не бара гратиси. Реално. Реално, да, не лажам. Затоа и беше тој пост, уствари, затоа што сакавме да им кажеме, буквално сите мои блиски луѓе купуваа карти. Јас купив карти за мајка ми, за татко ми. Значи, мојот пиар, еве, тука е, он си купи карта. Момчето си купи карта, сите си купија карта. Сите што се во бендот си купија карта. Значи, тоа и ние... Значи нема гратис. Нема гратиси, да, ма сега више нема ни карти.